почитувани присутни новинари, благодарам што дојдете во волкав број. Значи би сакал да давам изјава, значи во контекст на претходниот состанок што го имавме и нашето барање до владата, за да помогне да спаси, значи, мелничката индустрија. Денес се одржа, значи, состанок со кој се повторува апелот до владата, на кој состанок присуствуваат и представници од владата, како и представници од земјоделските здруженија. Значи, веднаш да се изнајде решение за спас на мелничката индустрија, како и спас на земјоделците, односно производителите на пшеница, без одлагање. Значи, во меѓувреме, од претходната изјава и претходниот состанок се одржаа состаноци со министерот за земјоделие и со директорот на Агенција за храна и земјоделски инспекторат, во кој се пробуваше да се најдат, значи, решенија околу проблемите што ние ги истакнавме и проблемите што ги имаме со увозните брашна. Значи, мелничката индустрија моментално се соочува со тотална неконкурентна цена од увозно брашно, која самата мелничка индустрија не може да произведе и ствара загуби. Загубите се потекло, значи, од цените што мелничката индустрија ги купува во жетва во Македонија, која цена, значи, секогаш е поголема од цените што се пазарни во пружувањата. Нормално со контекст, значи, договорно да ги заштитиме секогаш и нашите земјоделци. Тоа постои веќе во Македонија некаков си договор, некои 7-8 години, во кој што првите, да кажеме, 4 години се одржуваат договорите, кај што мелничката индустрија имаше одреден период кај што можеше да ги консумира тие скапа набавена пшеница и да одржи некој баланс на пазарот. Значи, во последните 3 години, односно 2012 година навака, мелничката индустрија се соочува со големи проблеми на неконкурентно брашно, значи најчесто, да не кажувам се држави, се знаат кај највише влага, кој се увезува отприлика од 45.000 до 50.000 тони годишно и која цена, значи, мелничката индустрија не може да постигне во Македонија, поради тоа што, како што кажав, нема купено суровина или пшеница во жетва по нормални пазарни цени. Таа апликација годинава, значи, ја донесе до колапс мелничката индустрија и затоа мелничката индустрија од немање излез бара, значи, апел до владата, до државата, да изнајде решение да ја субвенционира мелничката индустрија, значи за минатата жетва, за откупените количини од минатата жетва, со одредено, како што според калкулацијата на мелничката индустрија, од 2,5 денари по откупен килограм, за да може да опстане до наредната жетва. И исто така, мелничката индустрија, значи, бара од владата и од земјоделците да се седне пред жетвата која следи за наредните 3,5 месеци, значи да се изнајде решение еднаш за секогаш како тоа би функционирало, за да бидат сите задоволни, за да не остане државата без мелничка индустрија, а последователно и без земјоделци. Затоа ќе повторно, значи, бараме, еве и се имаме представници, доле трае состанокот, значи без одлагање да се изнајде решение веднаш. Затоа што ако не се изнајде решението сега, дали ќе опстане мелничката индустрија до жетва, тоа е прашање на време. Бараме и поддршка, значи, од земјоделците кои се со нас и предложил господин Шакров да... Мислам дека на сите ви е јасно дека земјоделците, производството на пшеница во Македонија, кој обично се движи на 90.000 хектара, тоа е една третина од доброватливата површина, не може да обстои ако не е мелничката индустрија. До сега секој пат сме имали состаница за време на жетвата и заеднички сме ги решавали и надминувале проблемите, сме наоѓале заедничко решение и затоа и сега сме заедно со мелничарите кои навистина се наоѓаат една тешка финансиска ситуација благодарение на преголемиот увоз на ефтино српско брашно и затоа како производители ги поддржуваме во сите нивни барања за да се надмине овој проблем. Меѓутоа, не треба да се свати погрешно еден податок за 2,5 денара што бараат они за да ги надминат своите производствени проблеми. Нашето барање, исто имаме ние како производители барање за изедначување на цената помеѓу продажната и производната цена. Оваа година, поради намалување на приносите, просечните приноси на Македонија на пшеница од 3000 кг што беше просек на 2400,
ни се зголеми производната цена. И сега таа изнесе околу 13 денари, а откупната цена е помала за околу 2 денара и нашето е барање посебно од Министерство за земјоделие за надокнада на тие трошкови. За да не во претходната изјава дојде до недоразбирање дека бараме едни истите пари са за мелничката индустрија, а не за земјоделците. Посебно барање да имаме за земјоделците за покривање на трошковите, а посебно барање за мелничарите да ги покријат своите трошкови. Секој пат сме разговарале со мелничарите како да ја зголемиме производството на пшеница и како да го подобриме квалитето, а не да ги уништиме млинавите. И таа соработка ќе ја продолжиме и понатаму. Пшеницата како стратешка култура во државата, значи во законот за што е донесен, значи стои ако се продава цената на пшеницата испод производната цена, државата значи треба да заштити како стратешка култура и да надокнади разликата. Значи тоа е тоа што земјоделците си го бараат, што е и реално, имат математики и тие калкулации се прават во Министерството за земјоделие. Но поради тоа што мелничката индустрија купува значи македонска пшеница во жетва по нереални цени на пазарни што се во окружувањето и во Србија, значи исто да се случи годинава и мелничката индустрија да колабира. Ние веќе колабираме 3 години последователно, но веќе со цена од 13,5 денари брашно увозно во Македонија, а наша куповна цена на пшеница од 11,5 денари во жетва, збориме со ДДВ, значи со комплет со сите трошоци, мелничката индустрија не може да произведе брашно за 13,5 денари и да го продаде, освен само да се само затвори, да се само уништи. Затоа бараме да ни помогне значи владата да ни изнајде решение да го преживееме овој период до наредната жетва и нормално бараме да се седне, како што кажа претходно, да се дефинира еднаш за секогаш, значи мелничката индустрија да си купува пшеница во жетва по пазарни цени. Разликите што ги имаат земјоделците како земјоделци, значи тоа треба владата да се изнајде решение да си ги покрие.